Почитувани братя и сестри, дарувам председателят на Народното събрание, господин Никола Груевски! Добър вечер! ВМРО да победи! Добър вечер за коалицията за победа на Македония! Добър вечер за сите вас! Независно на која политичка опција припаѓате, на која нација или на која вера припаѓате. Добро вечер за сите вие храбри луѓе кои што дојдовте вечерва овде пред водата на Република Македонија во време во кое што ова влада втерува страв кај луѓето, кај граѓаните на Македонија. Не се плашеме, Никола! Не се плашеме! И дојдоте заеднички да го искажиме нашето незадоволство од неправдите во Македонија. Неправдите од новата власт, која половина година диве и нанесува многу неправди насекаде и многу штета. Вечерва сме тука сите ние, кои не очекувавме, а можеби и дел од оние кои очекуваа многу повеќе. Многу повеќе од оваа марионетска влада, која дојде на власт. Која дојде на власт не вадејќи го зборот правда од уста. Ајде 6 месеци сите ние, македонците, албанците, турците, ромите, бошњаците, србите, власите, сите граѓани на Македонија, секојдневно се соочуваме или гледаме многу неправди. Неправди кои болат, неправди кои фрустрираат, неправди кои создаваат гнев, омрза, револт, без незадоволство, но и многу штети. Вечерва се собравме на еден кус протесен марш да го изразиме нашето незадоволство од неправдите на оваа марионетска власт. А ги има многу. И не може ни приближно да се набројат, дури и ако се генерализираат или воопшто. Ги има секојдневно. Се намножија и зачестија. Преидоа во навика, внесоа страв и несигурност кај народот. Но народот полека излегува од таа состојба. Еве, се гледа тоа ова вечер. Иако се ангажираше цела армија на платени од народни пари луѓе, секојдневно преку медиумите или преку социјалните мрежи, да ги оправдуваат чековите на оваа марионетска власт. Иако Заев назначи и министер за пропаганда. Иако медиумите се под силна закана и најголем дел од нив замолкнати за давање на критика, сепак за неправдите се говори секојдневно.
бидејќи се чувствуваат секојдневно. Ние од ВМРО ДПМН и од Коалицијата за подобра Македонија може би сме најмногу изложени на неправдите од оваа власт, но не се поштедени ни многу други граѓани, а најмногу штета има државата, нашата заедничка држава Република Македонија. Тоа правда, а сега имаме реваншизам и тонење на економијата, на општеството, на моралните вредности. Не првата, туку последната година од мандатот ќе направиме нешто. Купување време, не денес, утре. А нема да биде ни последната. И тоа го знаеме. И сите тие неправди сакаат да ги оддалечат од мислите на народот со одвлекување на вниманието на истиот, со црнење на опозицијата, измислување спинови и афери, лаги и конструкции, верувајќи дека така може да го истераат целиот мандат. Неправдата се чувствува на секој чекор. Селективната правда е исто така неправда и создава ревот. Зборуваат за правда, а неправди на секој чекор. Заробената држава ја крши храброста на луѓето, а стравот станува секојдневие. Луѓето се исплашени, уценети, го потиснуваат своето мислење затоа што во Македонија почнува да се казнува слободната мисла. А на љубовта кон татковината се гледа како на грев за кој почна да се оди в затвор. Животот никаде го нема, а неправдата и прогонот стануваат име и презиме во секоја област. Еве, например, во економијата. Ги зголемија акцизите за нафта, со што на граѓаните им се одзема по 3,5 денари повеќе за секој литар нафта. Според некои пресметки, на годишно ниво, на секој семејство ќе му се одзема по една просечна плата. Ова не го најавија пред изборите во декември минатата година. Ова е директен удар и за градежништвото кое тоне, за такси превозниците, за автобуските компании, за обичниот човек. Неправда е што најавуваат изголемување на персоналниот данок на доход, на данокот на добивка, на данокот на додадена вредност. Нешто што исто така не го најавија пред изборите во декември. Тоа ќе го плаќаат граѓаните. Еве, поминаа 6 полни месеци, пола година, а една нова странска инвестиција нема. Се откажаа од разговори за инвестирање со 60 компании и над 25.000 работни места кои владата на ВМРО им ги остави во наследство. Единствено деновиве се пофалија со едностранска турска компанија Мурат Тиджарет, но и таа не е од нивно време. Со нив водеше разговори Виктор Мизо и веќе беше направена резервација на 2 локации во технолошко-индустријската развојна зона Скопје 2. Во време кога ВМРО ДПМН и коалицијата ја водеа владата. Затоа велам, нема ниту една нова странска инвестиција. Неправда е тоа што ги исполажаа вработените на Фени, кој оди во стечај, вработените на Колска и на Еврокомпозит, за кои ветените пари за плати од предизборите во октомври ги нема. Неправда е тоа што го задолжуваат секој еден граѓанин. Долгот со седевизните резерви за 6 месеци се зголеми за нови 750 милиони евра, од кои начнаа дури 230 милиони евра од девизните резерви. Народната банка констатираше дека во третиот квартал не само што нема нови странски директни инвестиции, туку дека и постојните добивката ја изнесуваат, ја вадат од Република Македонија.
Така се забележува одлив од преку 50 милиони евра само во еден квартал. А за наредната година ќе се задолжува владата со нови 900 милиони евра. Неправда е што лажно обвинуваат дека били иселени 600.000 граѓани во време на ВМРО. Но и неправда е што ветува дека ќе ги вратат во земјата. А за 6 месеци не само што не се врати никој, туку гледаме како незадоволни од хунтата на власт постојано се иселуваат пријатели, познаници, цели семејства. Неправда е што промовира национална стратегија за населување на десетици илјади мигранти од Африка и Блискиот Исток. А сега спроведуваат и кампања истите да се населат, додека домашните губат работа и осиморашуваат, додека јадници граѓани на Македонија немаат работа. Неправда е што младите се заборавени, што нема средства за студентските домови кои ги предвидовме да ги градиме и реновираме. Ниту пак се предвидува пари во буџетот за проектите кои сами ги промовираа, како оној, например, наречен младинска гаранција. Неправда е укинатото екстерно за кое ветија дека ќе понудат алтернатива, дека ќе понудат подобро решение, од кое нема ни трак, ни глас. Екстерното тестирање беше стигматизирано и злоупотребувано, а носеше стандарди кои веќе ги нема. И пак доаѓа време кога сите ученици да се со сите петки без реална основа. Укината е и Кембридж програмата, а први на удар беа дисперзираните студии. Ветуваат дебати, а носат законски решенија без ниту една дебата, а во поретки случаи се прават фингирани дебати. Донесува некаков план, наречен 369, само за пред камерите, но без суштина. Ете ги, поминаа 6 месеци. Нема ни НАТО, нема ни Европска унија. Неправда е пред изборите да ветуваат брзо членство во НАТО и почеток на преговорите со ЕУ, а сега да ни говорат дека ќе ја симнат условеноста на препораката, која настана заради политичката хајка и политичката криза, создадена токму од нив. Кога сме кај неправдата, СДСМ доживеа кадрски дебакл со поставување на неспособни кадри на клучни места. Неправда е што на местото на Веле Сама, кој дипломираше на ЙЕЛ и кој дојде од Microsoft од Сиетл, се постави Рамис Мерко Струга. На местото на Бил Павлевски, кој дојде од Хјулит Пакард од Бостон, се постави Самка Ибраимовски. На местото на Горан Мицковски, кој дојде од Лондон, како соработник на Кредит Суис, се назначи Зориста Апостоловска. Пошен, сте го видели ли досега некој од овој кадар на ЗАЕ по јавноста? И дали некој од нив ќе ги препознаете ако ги сретнете на улица? Неправда е што на местото на Виктор Мизо од Харвард, кој дојде од General Electric и од Мекензи, дојде човек кој го шараше градов и е дел од платеничката револуција. А пак кадар како Обрадович Мечетар од Србија го стави Заев за свој советник. Неправда е ведењето на десетици учесници на шарената платеничка револуција на клучни места во администрацијата, со што се докажа дека главниот клjuč за вработување не е тоа кој колку се школувал или кој колку е способен или искусен, туку кој колку шарал и го наградил градот. Неправда е партискиот реваншизам и партиската чистка која се прави по администрацијата. Неправда се на улица избрканите вработени од општина Карпош, од општина Делчево, од Македонски Брод и од многу други општини, од министерствата и од владата. Неправда е и мобигот кој се врши врз многу вработени во јавниот сектор.
само затоа што политички се подржувачи или се блиски до ВМРО ДПМН. Неправда е што има кривични пријави за вработените од помалите етнички заедници, ама од оној не Прокопсан Рашковски нема ништо за 1600 вработени од Ранковен, кои самите признаат дека им седат дома, а земаат плата. Неправда е и непотизмот кој силно се развива. Па така, Рашковски побрза да си се стави во собранието на акционери во Телеком, а има и фамилија за неговиот шеф, има и за фамилијата на неговиот шеф. Според пишувањата и на самите медиуми, текстилниот гигант Гераф Цунев беше купен за само 20.000 евра од прв братучет Назаев и со тоа кланот се стегна со собственост од 22% од фирма која има над 7.000 метри квадратни атрактивен индустријски деловен простор. Над 7.000 метри квадратни. За тие пари сите останати граѓани на Република Македонија може да си купат само гасонера од 20 метри квадратни и ништо повеќе. Тоа е таа шема. Покус не остана и тендераш од мултимилионер Кочо Анјушев, користејќи ја позицијата на вице-премиер во владата на СДС за својата фирма обезбеди работа за увоз на електрична енергија во вредност од 2,6 милиони евра, која под притисок на јавноста мораше да биде поништена. Покрај тоа што владата, за да му удоволи, мораше во изборниот период да носи одлука, само за да може непречено и побрзо да ја изгради неговата хидроелектрана. Неправда е и филмската измама во фабриката Санос, каде со 20 вработени се сакаше да се прикаже дека ете владата помогнала да се произведуваат нови автобуси кои во реалноста ги нема. Неправда е што не се пушта во употреба готовиот автопат, кој е завршен, Демир Капија Смоквица, само затоа што го изгради ВМРО ДПМН и само затоа што сакаат со одговореување да прикажат дека го изгради СДСМ. Неправда е што се закочи и се стопираше градбата на автопадот Кичево Охрид, на експресниот пат Прилеп Градско и на автопадот Скопје Штип. Неправда е стопирањето на обновата на универзалната сала, на стариот отворен театар Скупи, на обновата на драмскиот театар во Скопје, односно градбата на нов објект, на покрајниот базен, новата катна гаража и конгресниот центар во Охрид. Неправда е стопирањето на градба на новиот клинички центар во Скопје, за кој што се беше подготвено и требаше да почне со градба. Беше склучен договор и обезбедени средства. Неправди на секој чекор. Неправда е и запирањето на реконструкцијата на болницата Свети Размо во Охрид и многу други проекти. Неправда е молкот за спомениците дивоградби во одредени места како во Чајер или Речица, но споменикот на Ќосето и на мајка Тереза и други херои сметаат. Галиите биле проблем, но поскапениот паркинг бил реформа. Поскапениот паркинг ни го продаваат како реформа. Неправда е од земеното достоинство на земјоделците. Чемичарите извисија, производителите на зелка и оние на пиперки и праски го фрлија својот род. Го фрлаа низ улиците. Неправда е што наместо 10% зголемување субвенции ги имало само за оние кои имаат поголем принос, а воедно и ги намалија за 26 милиони евра субвенциите во буџетот на Македонија. На пензионерите им го гинаа зголемувањето на пензиите, на кое се надеваа. Во делот на политиката, неправдата водеше кон друга неправда. На силниот избор на председателот на парламентот,
кршење на уставот, со кршење на законите за собранието, со кршење на деловникот, Црната листа е за работа, доведе и до обид за носење на неуставен закон за двојазичност на целата држава, со кои се предвидуваат сите они работи за кои што преходно Заев кажуваше дека ќе ги нема, а и казни за тие кои нема да се придржуваат. Ние ваков закон никогаш не прифативме и немаме намера да се согласиме. Со овој закон се нанесува неправда кон сите други припадници на етничките заедници. Ние немаме ништо против албанците. Ги почитуваме и сакаме добро, заедно живееме и ги живееме. Но неуставни закони се неправда за сите. Неправда е украдената волја на граѓаните и криминалните локални избори. Точно, Никола. Тие што со криминал се избрани, со криминал и ке владеат. Неправда е убиениот носител на листа. Значи физички се елиминираше човек, се одзема живот. Тука е пукнатиот череп и протекувањето на градоначалникот на Шутро Изари, како и нападнатиот полицаец од Свети Николе од активисти на СДСМ, кои му ја каменуваа куќата, го трепаа и му ја демолираа колата. Додека неговите мали деца гледале и плачеле. Дел од полицијата беше активен учесник во овој криминал. Додека патриотите ги затвораат, не беше проблем, например, Бајру Сейдију или оној Кастичи да ги ослободуваат во очи на изворите, бидејќи им требаат да им завршат работа. Но тие мораа да испорачаат за изворите. Не им беше проблем ниту единствениот градоначалник, македонец, надвор од Република Македонија, Едмон Темилко, да го затворат, иако човекот е во тешка здравствена ситуација и со животно загрозено здравје. А човекот нема ништо грешено и со ништо не се огрешил пред законот, но сакаат да го скршат духот на слободумните граѓани во Македонија. Затоа што тој е еден од ретките борци за човекови права надвор од границите на Македонија. Како може да се фер и праведни изборите кога најголемиот дел од градоначалниците беа товарени со измислени кривични пријави како директна уцена од власта до нив? Да не зборам за полнењето кутии, следењето кандидати за градоначалници, заканите за бркање од работа, директниот подкуп, бугарските возови, фактот што едни мирни грачиња како Каменица, Берово, Виница, Веле, Штип беа преплавени од партиска полиција и личеа на Берово. Тоа остана неказнето и сега ќе го плаќаме цехот. Имаме убиства, разбойништва на секој чекор. Младиот Мартин Јанушев тоа го плати со својот живот, а по убиецот се уште се трага и не се знае дали воопшто ќе се стигне до вистинскиот нарачател. Затоа што тој се говори дека е близок до власта. Нема викенд да нема пукање, а последниот случај заврши со двојно убиство. Рекетот стапува на сцена. Се вратија времињата на 90-тите, затоа што полицијата и власта се партнер со криминалот, а ќарот оди во джебовите на оние од купата на власт.